Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на страната на Малиот принц. И денешното видео повторно ќе биде едно продолжение од претходното видео за одговорите кои што ги давала Шефали на прашањата од родителите кои доаѓале на незините предавања за свесното родителство. Една родителка ја прашала Шефали пошто се разликува позитивното родителство од свесното родителство. Шефали на тоа ја одговорила дека кај позитивното родителство постои идејата дека тоа се практикува за да може да се дојде до одреден резултат кај детето. Например, ќе бидам позитивна, ќе му зборувам работи на детето, убави работи, позитивни работи, за да можам да го добијам неговото внимание или за да ме слушне и на тој начин детето мене ќе ме следи и тогаш ќе имам контрола со детето. Меѓутоа, свесното родителство е практикување без да го навлекува родителот на контрола. Значи, не е родителство кое што е со фокус на детето и затоа што таа вели дека може да се случи родителот во одредени денови да не е позитивен и тогаш тој ќе мора да ја глуми таа позитивност. А кога ја глуми својата позитивност, родителот влегува во една состојба да не е во својата автентичност. Значи, тој не е автентичен спрема своето дете и заради тоа пак свесното родителство не се фокусира на контролата, значи не е заради позитивноста на родителот, туку е пред се свесното родителство го содржи концептот на автентичност. И тоа значи дека родителот да си биде вистинит спрема себе во процесот на родителствувањето со своето дете и со таа вистина да знае дека нема да има фокус на контролата, туку ќе има фокус на природната состојба на детето. Значи, на вистинската состојба на детето. Позитивното родителство, од тука можеме да видиме дека е условено родителство, содржи условености, а во смисла на тоа јас ќе бидам позитивна, ама ти за возврат ќе треба тоа и тоа да го направиш. Меѓутоа, свесното родителство ги учи родителите тие да можат да се слеат и да се подесат со природната есенција на детето. И така, значи, да може родителот да ја разбере вистинската природна состојба во која што се наоѓа детето и на таков начин ќе има исцелување и ќе има вистинско поврзување со детето. Значи, родителот не мора да е позитивен, едноставно доволно е да може да разбере дека кога свесно родителствува, тој пред себе има огромен број на можности на различен начин да се поврзе со своето дете, а не, значи, сите деца да ги туркаме кон еден ист начин, да ги родителствуваме, затоа што секој дете си е индивидуа за себе. Секоја состојба на детето е, тоа си е различно во својата природна состојба, пред се заради што содржи различни карактерни особености. И затоа велиме дека свесното родителство не е еден вид на стратегија, туку тоа представува вистинско исцелување во насока на поврзување со децата. Значи, Шефали вели токму заради тоа овој концепт во исто време е и едноставен, меѓутоа и доста комплексен, но кога ќе се разбере, ќе се влезе во суштината на свесното родителство, тој станува многу едноставен. Друг родител прашал дали постојат култури каде што природно се многу посвесни во однос на другите. Шефали тука и одговорила дека културите каде што има семејства кои што поминуваат, особено мајките каде што поминуваат многу повеќе време со своите деца, може да се наречат дека се многу поблиску до свесноста. Значи, мајката каде што е на располагање цело време со своето присуство, не мора да значи дека само мајката, може да биде таткото, може да биде бабата или дедото, или, значи, старатели, или поинаку како вели дека детето во својата природа тоа бара
биде поврзано со мајчинската природа. Значи, без разлика, затоа што тоа е негова биолошка потреба. Секое дете има биолошка потреба да се поврзе со мајчинската фигура, без разлика кој ќе му ја возможи таа мајчинска фигура. И затоа таа вели дека токму поради тоа не можела таа да се посвети целосно на незината мисија, затоа што самата сватила дека таа мајчинска фигура морала да ја одигра таа се до 10-та година од животот на незиното дете. Значи, тоа може да, таа вели дека тоа може да бидат и други членови, поблиски членови во семејството, не значи дека не треба тие да ја помагаат на мајчинската фигура, дури може и мајчинската фигура да ја одигра бебиситерката, но многу е битно при тоа мајката да не заборави да биде присутна и тука за своето дете. Друго прашање било, што го поставиле, било дали да се родителствува, што е подобро, да се родителствува свесно дете или да се родителствува среќно дете. И Шефали одговорила апсолутно свесно дете, се разбира, затоа што кога ние самите влегуваме во едно верување дека и сме оптоварени со одговорноста дека ние мора секогаш да воспитуваме среќно дете, нашето дете постојано да биде среќно, може да се случи да го излудиме детето, затоа што никој не може да биде среќен постојано цело време, и особено децата, затоа што тие во тој период на своето детство, додека се помали, се често плачливи и таква е нивната природа. А со таа идеја ние влегуваме само во една состоба во која што по секоја цена ние ја бркаме среќата. И тоа значи да биде многу тешко, затоа што родителите треба да разберат дека среќата не е дестинација, туку таа е една внатрешна состојба која што мошно е променлива, мошно е минлива, таа значи си оди, се враќа, како плимата и како осеката. И затоа наместо да воспитуваме среќни деца, Шефали вели треба да почнеме да работиме на тоа да воспитуваме свесни деца, автентични деца, едноставно да прекинеме со тоа нереално восприемање на нештата и да почнеме да тргнеме по патот намерно да го својот фокус да го и своето собствено внимание да го носиме кон детето, кон она што е тоа во сегашниот момент. Друго прашање кое што го поставила мајката било дали децата кои што се често пати позитивно воспитани, кои што се посигурни, посамоуверени, знаат да ја вознемират социјалната средина. Например, дала, да речеме дека се наоѓаме во авион, имаме мало дете со нас, кое што сака да си биде поигриво, кое што во својата природа си е такво, да биде слободно, и најнаш воочуваме околу нас осудувачки погледи од страна на голем број на луѓе во авионот. И таа прашала дали навистина детето во тој момент може да предизвикува вознемиреност. И Шефали ја одговорила, прво треба да знаеме дека нашата култура на глобално ниво пројавува една фобија од природноста на детето. Значи, ние не ги сакаме таквите деца, затоа што тие вознемируваат, а во суштина детето си е, значи дека си е дете. И кое е решението? Решението е наместо ние да го задушуваме детскиот дух, повеќе да бидеме со разбирање, со полюбезни да бидеме, наместо да бидеме вознемирени, значи да пројавуваме еден помилосрден и помилостив став и да дозволиме децата да си видат. Да, децата вознемируваат, меѓутоа, како што вели Шефали, ние не можеме да бидеме 24 часа господари вечни на емоциите на децата, особено додека децата се мали. И затоа во моментот, значи, кога ќе им го дадеме тој вознемирен поглед на другите мајки, кога ќе видиме дека мајката се обидува да го смири своето дете,
треба навистина да размислиме и да влеземе во една друга енергија, затоа што и самата Шефали вели, и јас бев таква жена која што додека не бев остварена мајка, знаев да испратам такви вознемирени погледи кон другите мајки, а откако станав мајка, и мене исто така, значи и јас така исто така добивав погледи од другите, такви погледи, вознемирени погледи од другите, но сватив дека откако станав мајка, дека во тие моменти нас, на возрастните, ни недостига сочувствителност, ни недостига емпатија, особено кога, и таа сега, откако ќе забележала дека некоја мајка се вознемирена поради детето, кое што вознемирува, а се обидува упорно да го смири, и ќе ја одговорила: во рете, нека плаче детето, остави го, ти не можеш да едноставно да го контролираш гневот на своето дете. И затоа вели така, како култура ние мора многу повеќе да работиме на тоа, да бидеме поотворени, да бидеме едноставно да бидеме подобро намерни како луѓе кон другите, затоа што на глобално ниво ние се повеќе не сакаме бучава, сакаме приватност, сакаме постојана тишина. Зошто е тоа така? Затоа што стануваме значително нетолерантни према било каква непријатност, а со тоа, кога се случува тоа се повеќе и повеќе, значи гледаме дека на глобално ниво возрастните стануваат се повознемирени од самата природа на децата, значи не се толерантни спрема децата. И таа самата вели дека прво треба да знаеме дека доколку детето е израснато во една свесна средина, има родители кои што се постојано присутни, кои што се свесни, кои што се поврзани со детето, значи тие се великодушни, толерантни се, трпеливи се, има таков родител, без разлика дали детето е немирно, без разлика дали е игриво, дали си е такво послободно, значи тоа дете ќе може, значи ќе им се предаде на тоа дете една енергија која што ќе му дозволи на детето да си го задржи својот внатрешен глас, да може да си ја задржи својата внатрешна стабилност и детето да се чувствува видено, да се чувствува добро во својата кожа. И поради тоа детето ќе почне да се сака, значи да биде нежно спрема себе, да биде едноставно милостиво, љубезно, љубовно спрема себе. Значи детето си се чувствува навистина свое, какво што си е во својата кожа. И овие карактерни црти на родителите и те како влијаат и постигнуваат детето да може да почне да расте со тоа чувство, да се сака самото себе, и подоцна тоа чувство, значи ќе прерасне во еден таков став спрема самото себе и низ животот, значи ќе чекори со таков став и така ќе се однесува спрема другите. Значи ќе биде великодушно спрема другите, ќе биде трпеливо, толерантно, љубезно и така натаму. Меѓутоа, за жал, бидејќи повеќето деца денес, значи, се родителствуваат од една друга поинаква основа, преку казна, преку закана, преку со малодушност од страна на родителите, со навреди и така натаму, и родителот едноставно развива едно чувство на омраза кај детето, и тоа чувство детето си го презема врз себе, го носи во себе и си го носи кон себе таа омраза. Едноставно, значи, таа омраза ја насочува кон себе, затоа што родителот му проектира такви негативни емоции и подоцна тоа кога расте, значи со нив ги носи таков став зазема спрема себе и спрема другите, значи со таков свет, овај став функционира спрема светот надвор, значи со омраза, со лутина, со навреди и така натаму.
Значи, она што родителите го носат во себе, тоа и ќе го рефлектираат врз своите деца. Друго прашање кое што друг родител и го поставил на Шефали било колку брзо ти, откако почна да ја практикуваш свесноста, да ја развиваш свесноста, успеа да можеш да го видиш позитивниот исход кај твоето дете. И Шефали одговорила, па во најголем број на случаеви го видов тој позитивен исход да се случи многу брзо и веднаш. Како тоа? Еве замислете, например, во моментот вас ви се случува, со детето му се случува да биде во состојба на тантрум и меѓутоа вие сте во состојба на една мирнотија, значи смирени сте, мирни сте, сте во една состојба на изобилство и во тој момент ти можеш да се поврзеш со детето, затоа што таква енергија ти ќе му пренесеш на детето и ќе видиш дека со пренесувањето на твојата енергија ти ќе можеш детето едноставно да направиш промена во однесувањето со своето дете во таа насока. Меѓутоа, ако ти претходниот ден си била вознемирена и детето имало тантрум, таа промена во позитивна насока не си во свесна насока не мало да се случи. И таа вели дека, значи, многу често таа промена кај родителите се случувала во самиот момент и кога родителите ќе увиделе каква е нивната моќ, кога делувале, значи, со таква енергија, во тој момент, едноставно, во односот со детето, кога ќе виделе како детето каква промена станувало со него во тој момент, родителите, значи, почнувале секојдневно со таа енергија да влегуваат во динамиката со своето дете. И особено ако тие промени многу брзо се случувале, меѓутоа не значи дека секогаш тие промени ќе се случат брзо, може да се случат и после некое време детето да не може одма да реагира, меѓутоа како и да е, родителот го гледа тој својот удел со состојбата во која што е, тој со енергијата со која што е, едноставно како го покренува детето да може едноставно да се движи во таа насока во која што е и самиот и во енергијата во која што е самиот родител. Друго прашање кое што и го поставила една родителка било како да се справам со ситуацијата во која што мојата свекрва секогаш негодува во моментите кога ќе почнам јас свесно да го родителствувам своето дете, велејќи ми дека јас го губам својот авторитет кај своето дете и дека не сум успешен родител. И тогаш Шефали одговорила, прво треба да разберете дека вашата свекрва сигурно дека е родителствувана, дека била родителствувана со контрола и доколку таа доаѓа, значи е гостинка кај вас, би било најдобро да значи толку често да не ја каните кај вас, меѓутоа доколку е тука во вашиот дом, ви помага во домот, ви помага со вашето дете, најдобро би било да навистина да се справите со тоа нејзино негодување, меѓутоа тоа, значи, да биде преку разговор, преку да ја објаснете, значи едноставно тоа гледиште ваше, значи свесното родителствување, она што навистина сакате да го практикувате, да и го објаснете за да може и тоа да го разбере и да го свати. Друг родител прашал што кога едноставно не можете да му кажете не на своето дете. Велите дека ова е последен пат, меѓутоа повторно на крајот велите, значи го кажувате зборот да. Иако, значи, безброј пати претходно сте си ветиле дека нема да го направите тоа. Дали е тоа добро? И Шефали одговорила секако дека не е, затоа што и јас бев еден од тие родители кои што се справував со тој
со поставувањето на границите влегвав во една состојба само површно да ги поставувам границите и меѓутоа сето ова треба да разбереме дека е само прилика и сите тие моменти дека се прилика и дека се ни како знаци ни покажуваат дека навистина имаме проблем со поставувањето на границите со своето дете. Значи не можеме да кажеме не. Особено тоа се случува со жените кои што се поемпатични и кои што навистина му фали вештина да можат тие да ги за поставување на граници и да разберат дека не си лоша личност ако речеш не, туку тоа го правиш заради неможноста да го кажеш зборот да. И таа вели дека тие жени обично како родители ја носат маската, маската на поправувачи и многу тешко им е да постават граници. Секогаш велат не, чекај јас, секогаш сакаат да го решат проблемот без да се откажат. И во суштина таа вели треба затоа да внимаваат родителите на овој стил на егомаска кога родителствуваат, затоа што и таа долго време родителствувала со значи со овој стил на егомаска. И дава пример кога нејзината ќерка била само 10 години и се сеќава како ја забележала кога зборувала тајно со својата другарка и шепотела и велела не грижи се, мајка ми сега вели не, ама ние на секој ќе ја прашуваме и на крајот таа ќе речи да. И Шефали кога го слушнала тоа, едноставно се изненадила и си рекла, па види ја ти неа уште од мала, значи мојата слабост ми ја откри. И дури и сега, и Шефали, значи кога е возрастна нејзината ќерка, често пати се случува да влезе во, да потпадне под влијание, значи да се уште да ја има таа слабост, да го носи да ја носи таа егомаска, во смисла кога нешто некогаш ќе каже, например, таа вели не, овој пат останува не и дефинитивно останува не, меѓутоа нејзината ќерка ќе речела, мамо, немој да негодуваш, знаеш дека на крајот сепак ќе кажеш да. И меѓутоа таа на ова нејзина слабост била свесна за таа нејзина слабост и секогаш се смела на себе си, затоа што некогаш и успевало, некогаш не успевало, меѓутоа сваќала дека навистина тие моменти се прилики да можеме себе си да се видиме, значи таа велела за себе, јас да се видам каде, значи во тој момент кои ми се недостатоците, кои се моите слабости, за да можам да почнам да работам дополнително, иако значи таа постојано се уште работела на себе, што не значило дека и ден денес имала влегувала во несвесности. И како што вели, има родители кои што навистина имаат проблем да кажат, значи имаат проблем постојано велат да, но во секој случај, како што вели таа, освестувањето представува еден вид на лична игра, наша лична игра, каде што ние себе си можеме да се видиме каде ни се слабостите, за да можеме во сегашниот момент тука да направиме промена во насока да си помогнеме себе си и да можеме да влегуваме во процесот на свесноста и да почнеме свесно да родителствуваме. Затоа што тоа пред се си го должиме на себе си и си го должиме во насока да едноставно да стануваме што посвесни и што поавтентични родители. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.